представата покрај Огнен Дранговски играат и Марија Стефановска, Катерина Аневска, Валентина Грамосли, Маријан Ѓоргиевски, Иван Јерчиш, Александар Стефановски и Никола Пројчевски. Јас исто како и останатите да му се заблагодарам на Диего за прекрасната соработка и за тоа што и овој пат успеа некако да ги помести работите во нашиот театар по вертикала и дека сите некако успева да не повлече кон некое друго ниво, кон представа која што во најдобар можен начин ќе не представува не само тука, туку и се надевам на некои други сцени пошироко. Значи, то вертикала на небо ќе ви качи? Па скоро. Така да, мислам дека таа енергија и таа посветеност и тој професионализам кој што тој го има кај себе, некако успева да ги повлече и сите останати да се разбудат на некој начин од некаква, си да речеме, некоја секојдневие кој што го живееме или го имаме кога работиме само ние тука. Планираме представата 2016 година да ја покажеме во Сан Петербург. Значи, знаете дека ние имаме наши пријатели со кои што често соработуваме и токму заради квалитетот на представата, а и авторот кој што кој напиша овој текст, мислиме дека представата ќе се затвори некаков круг доколку таа навистина ја покажеме и тоа ќе го направиме, значи, во едно од гостувањата идната година, 2016 година. Тоа е првиот план што го имаме. 2017, пардон. Добро, јас да кажам сега уште кратко што правевме досега од претходниот прес и до идниот. Значи, театарот неодамна се врати од четвртиот фестивал на меѓународен фестивал на театар во Благоевград, каде што се представивме посветен на млади режисери, каде што се представивме со представата Последната ноќ во режија на Андре Цветановски, беше одлично примен и со многу пофални зборови се искажа организаторите и луѓето кои што беа на фестивалот. Потоа во текот на целото лето ќе имаме многу активности. Некаде околу 20 јули ќе имаме нова премиера која што ја започнавме и е дел од проектот Сонети кој што го правам јас. Потоа ќе биде Шекспир фестивалот, знаете годинава е месец дена понапред, значи од 23 до 1 јули ќе се случува, ќе имаме гостувања од многу земји, ќе имаме посебен прес околу тоа. Потоа веќе ги знаеме нашите учествувања на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп, ќе настапиме со представата Кралски игри во режија на Љупчо Ѓоргиевски, меѓутоа и во програмата со представата Последната ноќ. И исто така на фестивалот Охридско лето ќе ги покажеме представата Сонети од двајцата млади режисери на нивно барање и новата премиера која што ќе работи режисерот Александар Баргман, која што ќе се случи на 3 август. Тоа е се до нашиот планиран годишен одмор, а во септември, некаде после празникот околу 10 ќе започнеме подготовката на нашата последна представа. Тоа ќе биде представата Фауст од Марло во режија на Урбан Андраш. Сега фокусот е, значи, сабота, премиера, ги покануваме сите да дојдат и да бидат да учествуваат на едно исклучително доживување од сите аспекти и за оние кои што не можат, репризата е веќе во вторник. Диего де Бреја не е за прв пат гостува на нашата сцена. Пред околу 2 години, се надам дека добро се сеќавате, тој ја постави представата Отело тука во нашиот театар, која со голем или огромен успех и до ден денес се игра на нашава сцена и меѓу другото направи и неколку значајни гостувања, што низ Републиката, што малку пошироко. Со таа представа ќе ве потсетам бевме на Шекспировиот фестивал во Нови Сад, а во подготовки сме некаде на есен со истата представа да гостуваме и во Израел на познатиот Ако фестивал. Особено радува фактот што Диего де Бреја ја одбра ова текстуална предложка за да ја постави на сцената на нашиот театар, затоа што мислам дека не се лажам ако констатирам дека делата на Достоевски се многу ретко поставувани на сцените на нашите театри во Републиката,
на прсти можат да се испробат каде и што е поставено. И уште еднаш ќе речам, огромно е задоволството да преку неговата естетика, која е исклучително специфична и карактеристична за него и само за него, а која пак исклучително добро лежи и на нашата матична естетика, која е отворена за ваков тип на автори, за ваков тип на режисери, направиме едно дело кое ќе биде запаметено и кое мислам дека ќе биде едно од светлите, исклучително светли точки на репертоарната политика на нашиот театар. Јас тука ќе завршам, ќе ви посакам на сите убав ден и да повелите на премиера во сабот. Možda je to jedno delo Достоевски кој Ова е можеби дело на Достоевски кое е најдоброто што некогаш било напишано. Во таа актуелност, што всушност значи да сгрешиш во животот, да направиш злочин, да направиш грешка, да промаршиш, да грешиш, тоа сите ние добро го знаеме. Тука нема некоја посебна специфика, а овој текст повеќе се занимава со тоа што значи човекот кој влегува во овие работи, што за него значи да го носиш тоа, да го поднесеш и всушност како да дојдеш до некоја катарзична состојба на чистење, а тоа значи тоа да го признаеш. А тоа не значи кога сам на себе ќе признаеш, не значи кога тоа ќе го прикриваш, тоа не значи кога тоа некаде во тебе останува, туку кога тоа навистина е чисто или, како се вели, да излезе од тебе. Тоа многу ретко во животот се случува и ретко го правиме, така што живееме како што живееме. Сложено, нели? И овој текст го зборува токму тоа. Па не знам што би кажал после Диего, вака кога добра експликација направи на целата наша работа. Би се надоврзал само навистина е на вистинска лабораторија. Вистинска лабораторија, која се занимава исклучиво со човековата психа, човековата емоционалност и човечкото реагирање на дразбите кои доаѓаат од околу. Дали ги игнорираме, дали се трудиме да ги игнорираме и колку што повеќе ги игнорираме и колку повеќе ги потиснуваме во себе си некаде длабоко, тие на крајот мора некаде да излезат. Затоа и овој човек, Родион Романович Расколников, потиснува, не може да се наоѓа во ситуацијата, не може да се снајде во ситуацијата и на крајот целиот тој притисок ја прави најголемата глупост која може да ја направи во еден човек. Убиство. Сметајќи дека самиот може да се носи со целиот тој злостор што го прави, но тој се преценува самиот себе си како и сите ние често се преценуваме кога влегуваме во едно такво нешто, не може да се носи со целиот притисок. Но најважното покрај приказната, ја знаеме сите приказната, најважното од се за мене како актер. Одамна не сум се занимавал толку многу длабоко и толку многу вистински со театар, како што каже Диего, треба да донесиме убавина и да го донесиме само прашањето кои сме ние таму и зошто сме овде. Дури се занимававме со, како да кажеме, на фанатична посветеност и само така може да се дојде до фанатична посветеност, тоа е малку може и пресилен збор, но човековата мојата актерска психа лично уживаше да работи во тоа и да ги пронаоѓа тие ситуации, како да се доведеш во ситуација да изреагираш вистински, непресилено, а да е силно. Не знам колку се разбираме тука, тоа е многу важно. Во еден свет каде што имаме и доста пренатрупан театар, гледаме, како што каже Дио, театарот ја нема таа моќ, но ја има моќта да донеси некое прашање. И како вистински во моментот и искрено да дојдеме до тоа, исто како што Расколников ги потиснува работите, да ги потиснува, така и јас при целиот процес се работи само, да го цитирам Диего Дебреа, држи, да се држи на крајот тоа да дојде до таа експлозија или катарзична состојба или прочистување и тоа признавање. Навистина, од секогаш,
кога првиот пат го прочитав романот, бев в средно училиште, негде трета или четврта година, кога бегав од часови, кога бегав од часови имав незадоволително поведение, ама ја прочитав Лострство и казна во тие моменти. Од тогаш ми оставил впечаток. Тогаш беше голема, кога сега после толку многу години, да, поминаа многу години од тогаш, повторно се почнав да се занимавам со тоа. Многу поинаку ја гледав, поинаку го видов Расколников и тогаш и сега, и како се најдовме како на две огледала. Огнен Дранговски на 17-18 години и Огнен Дранговски на 36. И се најдоа некако кај Расколников на 25. Некако, тука некако. Ова звучише малку поетично, ама така е. Така е, да. И благодарам навистина на Диего де Бреа. Ми овозможи навистина после многу долго време вистински да се осетам како полни исполнет на сцена. Добро, ова е моја втора соработка со Диего де Бреа. Јас работев со него и пред 2 години на Отело. За разлика од тогаш кога на некој начин процесот на работа, бидејќи се спомена претходно, беше малку испрекинат, на неколку пати работевме паузи, овој процес беше тотално концентриран, воопшто ние работевме без престан сите овие 45-50 дена. Беше вистинско уживање да се работи со еден театарски мајстор како што е Диего де Бреа, и јас ја користам оваа прилика да му се заблагодарам за шансата која ми укажа повтор пат да работам со него. Како што кажав, и самиот процес на работа, концентрацијата на процесот, во процесот и на процесот на работа личеше и соодветствуваше со всушност таа есенција која што е извадена од самиот роман, како што кажа Диего претходно. Приказната е концентрирана во главните точки кои што тој и самиот реши дека се главни точки, појдовни точки низ тој процес на признание кое што се очекува од главниот лик. Јас играм неколку ликови во представата, но едно заедничко за сите тие ликови е тоа што ние неколку луѓе сме како некаков катализатор кој што го води него низ таа есенција од еден многу тежок материјал на некаков полесен начин да стигне до своето признание кое што соочено со публиката од другата страна ќе се надеваме дека ќе се свати дека е многу тешко човек да се ги признае грешките. Представата се занимава со многу работи кои што и денес се актуелни, односите маж-жена, сиромаштија, пари, економски односи, социјала и такви работи, се што е низ времето секогаш актуелно, и се надевам, знам дека направивме одлична представа, тоа е тешко да се каже дури се до сабота, кога ќе излеземе пред публиката и на некој начин ќе се отпушти тој притисок, да, но јас некаде длабоко во себе си знам дека направивме одлична представа, поканувам публиката, се надевам дека ќе ужива, се надевам дека ќе отвориме многу прашања и се надевам дека барем некој од нас стана подобар човек во текот на процесот на работа.